Јас да го искористам правото на збор. Внимателно му пристапивме како комисија на ревизорскиот извештај кој што е изготвен од ревизорската, односно од една респектабилна институција како што е Државниот завод за ревизија. Тоа сум го повторил неколку пати и лично сметавме дека една ваква тема заслужува внимание од собраниските тела. Сакам да му се заблагодариме на експертот кој што изработил и економска анализа. И суштината за да разговараме на оваа тема е дека не можеме повеќе да бегаме од број 1 проблемот кој што го има оваа држава, а тоа е големата депопулација, нешто што е напишано и во ревизорскиот извештај. Бидејќи ние можеме да зборуваме за различните сфери на општеството, ама ако немаме луѓе и ако засилено ни се иселуваат тие кои што треба да ја градат оваа држава во наредниот период, тогаш ние не можеме да имаме никаква сериозна дискусија околу ништо. И затоа сметам дека е многу важно да разговараме за овие теми во собранието и паралелно со ова разговаравме и со клубот на млади пратеници заедно со ревизорот. Сметам дека за 2-3 недели од сега повторно треба да седнеме во собраниски формат и да разговараме и за друг ревизорски извештај. И оваа тема да ја дадеме да влезе преку главниот влез во собранието и да биде на маса на сите оние кои што имаат можност да одлучуваат и да носат некакви одлуки, бидејќи навистина ова кое што се случува во држава треба да му се најде начин како да се намали, затоа што не може да престане бидејќи е глобален тренд. Од тоа што може да се заклучи од овој извештај дека истиот оној државен систем кој што ги брка овие луѓе да си одат надвор, не им дозволува да имаат ниту елементарна комуникација со институциите или со системот на нивната држава. И тоа е многу поразително. И сметам дека кога ќе го прочитате извештајот и кога ќе видите дека единственото нешто што оваа држава направила за да го спречи иселувањето е некаква си национална стратегија, која што 85 или 90% само што е напишана не е инволвирана во институциите. Напишани се работи да бидат мртво слово на хартија, без при тоа да има никаков мониторинг или да има никаква интеркомпетабилност помеѓу институциите. Вие сваќате дека институциите на системот најнесериозно се однесуваат кон најсериозниот проблем кој што го има оваа држава. И затоа сметам дека не треба овој проблем да се зборува само на, можеби, одредени настани кои што ќе ги поттикнуваат најчесто невладините организации, кои што многу ги почитуваме, не ќе да го минимизирам нивното влијание, туку оваа тема треба да влезе онаму каде што се носат одлуките, а тоа е ваквиот формат. И во иднина сакам заедно во соработка со Државниот завод за ревизија, како институција која што има почита и кредибилитетот од сите политички стейкхолдери, да продолжиме да зборуваме за оваа тема. Ако сакаме ние да го спречиме ова, тогаш ќе треба да се соочиме со проблемот, да не го заобиколуваме и конечно тие кои што се надлежни за ваквото нешто, да ги ставиме во системот на функција, а тоа се државните институции. Во овој ревизорски извештај има офатено еден дел, тоа е образованието, и навистина ми е драго што ете министерката дојде и ни соопшти барем од оние забелешки од ревизорскиот извештај дека има некакви поместувања кон позитивна насока. Но ја лично сметам дека тука треба и другите институции да се вклучат, бидејќи образованието е еден проблем на луѓето кои што ја напуштаат оваа држава и кои што гледаме дека има опортунитетен трошок и има голем проблеми во економијата. Но тука треба да разговараме и со Министерството за економија и труд. Тука треба да разговараме со Министерството за финансии. Тука треба да разговараме со сите институции кои што може да направат некаков систем на мерки за да го спречат тоа. Да, можам да се согласам јас дека е тренд, ама не можам да се согласам дека ние треба да правиме уште една стратегија, дека таа стратегија треба да има некакви акциони точки, така ние само со години да си ги поменуваме овие работи, да си седнуваме на вакви настани, да си кажуваме сега ја напишавме стратегијата, па имаме акционен план, па кој го следи не знам, тоа треба да престане. Затоа што видовме тоа до каде не донесе. Треба конкретно да ги повикуваме тие кои што ги водат институциите и со конкретни проекти до мерки да ги прашуваме до каде е одредена работа. И сметам дека може би треба да се направи простор, барем ако не секоја година, секои 2 години Државниот завод за ревизија да прави ревизија на успешност на теми конкретно за ваквите работи. И да ги седнуваме секои 2 години, и затоа ова го направивме со ревизорскиот извештај како посебен ревизорски извештај да го разгледуваме на комисија, бидејќи и заклучоците што ќе бидат усвоени, а и оваа тема ќе се најде и на пленарната седница и не постои друг начин некој проблем да се реши, отколку да се соочи и транспарентно да се изведе пред граѓаните. Што ми е мене поентата со ова што го кажува?
Самиот систем кој што ги брка луѓето надвор и кој што не им дозволува комуникација потоа од кој ќе ги извади од државата, е нереспонзивен и е тотално неорганизиран. И тоа треба да се признае како факт, да се нотира. Сега, има неколку проблеми кои што на сите анкети ги тангираат младите луѓе. Првиот проблем е како да дојдат до поквалитетно образование. Тоа е напишано и во извештајот. Ако ќе видите од извештајот и кога ќе го прочитате, ќе сватите дека најголем дел од проблемите кои што се соочуваат студентите или тие кои што се високо образовани заради кои што ја напуштаат државата, се системски проблеми кои што не се решиле заради тоа што некој не си ја работел работата, а бил платен од парите на граѓаните. Тоа кое што е напишано за квотите, лесно е променливо. Може со одлука на институциите да се промени, ама некој треба да седне, тоа да го изанализира и да го направи. Не можело, гледаме сега дека може и треба да се направи. Податокот кој што го кажавте вие, професоре, дека нето резултатот на иселувањето уште пофрапантен е еднакво фрапантен на тоа дека на медицинскиот факултет завршуваат, можеби како што кажа министерката, 700 студенти, а реалната потреба можеби е за 300. На медицинските факултети, пошто ги има 3. Ве молам, сега не ве прекинувам. Дали се 3 или 5 или 1, фактот е тој. Тоа значи дека 400 студенти ние ги припремаме за извоз. Оваа држава им го плаќа образованието, а тие се иселуваат надвор. Како готов производ, излегуваат надвор од оваа држава. Тоа треба да се промени. А може да се промени ако тие кои што ги водат институциите креираат такви политики. Понатаму, стекнување на сопствен дом. Тоа е уште еден горлив проблем на луѓето кои што ги имаат оваа држава. Зборувам за младите до некоја разумна граница, можеби од 35 до 40 години. Исто така тука треба да се понуди решение. Затоа постојат институциите. Зборуваме за како полесно да дојдат до вработување, затоа и се иселуваат. Има безброј приказни каде што тие кои што се напуштиле оваа држава, кога ќе ги прашате зошто, ќе ви ги споменат овие 3 причини. И стандардот, и за тоа има начин. И за тоа треба да се седне да се разговари, и за тоа треба да се понудат решенија. Нема друг начин да му се застане на овој проблем освен ваквите дискусии и освен понудата на мерки, бидејќи најголемиот дел од овие високо образовани кадри, и јас не се согласувам, извинете ревизоре, дека се 1500, многу повеќе се. Многу повеќе се. Ама пишува во извештајот зошто се само таа бројка. Тие се многу повеќе. Таквите одлуки ги носат, бидејќи гледаат дека се игнорирани од самиот државен систем. Од државата од која што се родиле, го формираат своето образование и треба да го заокружат својот живот. Тоа треба да престане. За да не биде само констатација, сакам да кажам дека првиот чекор во таквата насока е да се создаде нова адреса каде што овие проблеми треба да бидат адресирани. Затоа што ако вие немате адреса, ако вие немате име, ако вие немате институција и ако вие немате одговорен за решавање на овие проблеми, тогаш ние ќе го ставиме повторно слонот да биде присутен во една мала соба. Затоа беше нашата идеја со создавање на нови ресори и реорганизација на органите на државната управа. Затоа сметавме дека е добро да се формира ново Министерство за демографија, ново Министерство за млади и Министерството за економија и труд, кое што ќе ги седне заедно оние кои што се баратели на работа и тие кои што создаваат работни места. За да не лутаме повеќе по институциите кој е одговорен или кој ќе ги следи националните стратегии, туку националните стратегии да дојдат од институција која што ќе биде на рангот на највисоката можна институција во органите на управата, а тоа ќе биде Министерството. За да знаеме точно во секој момент кој е одговорен, зошто е одговорен за истото, какви резултати има превземено и кои се резултатите од истите. И овој проблем, уште еднаш ќе кажам, заслужува да биде највисоко нотиран. Јас можам само да му се заблагодарам на државниот ревизор и на неговиот тим кој што е на ваква тема ја апострофирале, ја акцентирале и ја доставиле до нас пратениците. Ке иницираме и сакам да ја повторам нашата заложба дека секогаш барем во Комисијата за економија, енергетика и труд ќе имате партнер и можам да ви дадам гаранција дека ваквите теми кои што ги тангираат миграцијата, младите луѓе, одливот на мозоци, секогаш ќе има должно внимание за да разговараме на темите. Воопшто не е важно дали некој ќе се согласи или не, какви ќе ни бидат ставовите, се додека ваквите теми се разговараат и додека заклучоците одат кај тие кои што се одговорни да ги администрираат.
тие кои што ќе ги превземат да ги администрираат заклучоците, утре се должни и да објаснат до каде се со унапредувањето на политиките за спречување на проблемот кој што според мене е број 1 во нашата држава. Ви благодарам.